Со конечен резултат од 35:19, градскиот ракометен клуб Борец славеше над РК Ринија М. Убедливи во текот на целиот надпревар, ракометарите на Борец се вратија победнички на домашен терен по поразот на гости кај Вардар во Скопје минатиот викенд. Сепак, тоа што се договоривме на утакмицата со Вардар, 70, можем да кажем слободно 70-80% го исполнивме. Сега, имавме и дел некои грешки кои беа пресудни во второто полувреме, така да тоа е тоа. Колку си задоволен уште од твојата игра денес? Може слободно да кажем дека сум задоволен. Тоа што ќе го исполнив. И за тренерот Виларов очекувањата за овој надпревар беа исполнети. Победа на домашен терен, но вели дека поради послабиот противник, Борец сепак не се покажал во вистинското светло. Во вакви утакмици идат до израз грешки повише, се опушта екипата и така натаму, така да не можевме Борец да го видиме во право светло, како што треба да го видиме. Се надевам дека овие грешки што ги правиме денеска нема да ги правиме на другите утакмици, бидејќи ќе имаме и поозбилен противник за нас. Така да каква беше екипата, таков и резултатот, го видовте и вие самите. Немавме никаква причина да стравуваме дека ќе биде поинако малце, бидејќи ја знаевме Ринија како екипа како е, макар да на свој терен истава екипа не е таа што е, тогаш малци играат по-грубо, како да кажам, се трудат повише и малку потешко таму се добиваат бодови. Така да не мора да значи оваа дека оволку разлика, дека лесно ќе ни биде и таму. Екипата се подобро и подобро работи, играчите се поозбилни, работиме напорно на тренинг, ги извршуваат задачите максимално, со тоа и ќе дојде и самите победи ќе дојдат до израз, така да мислам дека ако продолжиме вака да работиме со вакво темпо, резултати ќе си дојдат сами по себе. Не мора да значи дека ќе биеме први или втори, важно се работи добро и заедно со управата која е на високо ниво ги поставува сите рамки, имаме услови добри за работа, така да се надевам на поголеми успеси понатаму. Честитки за победата и добрата игра упати и гостинскиот тренер. Убедливиот пораз тој го оправда со транзициониот период на подмладување на тимот. Пресудно беше, резултатот дека ние доаѓаме за жал со некомплетна екипа, четворица играчи од првата екипа, не ни се тука, на работа се, плюс се на пат, така што со контрите на РК Борец, тоа не беше пресудно, Ние не можеше да се организираме како напад. Успеав ја неколку пати да направам игра, но тоа е тоа. На крајот победата екипа и посредната екипа. И посакувам успех да во идната сезона да играат во Суперлига. Во идното коло, Велешки Борец на домашен терен го пречекува тимот на битолски работник.